Изборот на универзален снабдувач со електрична енергија ќе заврши многу порано отколку што е планирано со Законот за јавни набавки, најави денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Како што најави регулаторна, во текот на наредната недела ќе се знае кога ќе почне аукцијата и кога ќе заврши целиот процес, но се очекува да заврши многу порано од рокот од 80 дена, што беше определен по објавувањето на понудите на 13 декември минатата година. Аукцијата ќе стартува од најниската понуда од 14,4%, што првично ја даде ЕВН снабдување. Председателот на регулаторна посочи дека засега нема голема заинтересираност од снабдувачите за понуди за домаќинствата, иако целосната либерализација на пазарот на електрична енергија започна од 1 јануари годинава. Основна причина за тоа е зголемувањето на цените на регионалниот пазар на електрична енергија, имајќи предвид дека домаќинствата во овој момент имаат цена од 73 до 74 евра за мегават час, додека на слободниот пазар, како и на регионалниот пазар, само набавната цена без вклучување на мрежарините околу 70 евра. Апсолутно нема интерес кај снабдувачите да нудат нешто што однапред се знае дека би било далеку поскапо. Бислимовски очекува дека со паѓањето на цените на пазарот, особено на регионалниот пазар, снабдувачите ќе покажат интереси да понудат пакети за домаќинствата. Посочи дека снабдувачите генерално во моментов се насочени кон комерцијалните потрошувачи, каде, како што кажа, реално ќе има намалување на нивните трошоци за електрична енергија. Корисниците кои редовно ги плаќаат своите сметки, на ниту еден начин нема да бидат оштетени со новите правила за снабдување со електрична енергија, бидејќи не е фер конкретните потрошувачи да го поднесат товарот за оние кои што биле исклучени од системот. Како и да решиме за исклучените потрошувачи, тоа нема да биде натовар на останатите потрошувачи, потенцираше Бислимовски.